почитувани колеги, советници, почитуван градоначалник, почитувани представници од општинската администрација. Констатирам дека сите сме присутни во салава и можеме да започнеме со заседавање на седницата. Ги добивте материјалите сите. Давам збор за дневниот ред. Дали имате некој против? Нешто да каже или некоја забелешка? Доколку нема, го ставам на гласање. Кој е за? Против нема, воздржан нема. Усвојување на записникот од втората седница на Советот на општина Градско. Да отварам збор по записникот по првата точка од дневниот ред, усвојување на записникот. Дали има некоја забелешка? Повели, Боне? По првата точка, јас имам забелешка, дневниот ред треба да влезе дека побарат сите улици во сите населени места да бидат чисти. Безалци, дали Миничени, Гимнавојот, Магаец, Градско, Чичево. Да, по таа точка, другото што го бара е само во записникот, бара се внеси тоа во записникот. Ќе биде внесено. Друг? Тоа не е во програмата за одржување на јавното за 2020. Дали некој друг бара збор? Говорам него. Друг некој? Доколку нема, ја ставам првата точка на гласање. Кој е за? Против нема, воздржан нема. Давам збор по третата точка од дневниот ред, програма за работа во областа на располагање со градежното земјиште во сопственост на Република Македонија на подрачјето на општина Градско за 2022 година. Се извинувам. Комисија за статут и прописи. Го повикувам председателот на верификационата комисија да испадне на говорница или Комисија за статут и прописи. Председател Миријана Ѓорѓиева, членови Тоше Петревски, Јован Стојанов, Слободан Бошков и Боне Спасовски. Дали има некоја забелешка? Доколку нема, ја ставам втората точка на гласање. Кој е за? Против? Воздржан нема. Да отварам збор по третата точка по дневниот ред, предлог програма за работа во областа на располагање со градежно земјиште во сопственост на Република Северна Македонија на подрачјето на општина Градско за 2022 година. Дали некој повели? Добар ден. Предлог програмата по основ работа за располагање и управување со градежно земјиште на територија на општина Градско, да ве запознам сега како нова советничка група. Општина Градско од почетокот на 2020 година доби лиценца за управување и располагање со градежно земјиште и почнавме со некои површини за продажба. Во таа постапка секоја година се донесува програма. Програмата е во склад со минатата програма која што беше одобрена од Министерството за транспорт и врски и основот за приватизација на или откуп на градежно земјиште е пред се по основ на легализиран објект кој што е изграден на површина
која што е собственик Република Македонија. За таа цел потребна е разработка на УП, урбанистички проект, кој што е разработка на УПС-то, т.е. добивање и оформување на урбанистичка парцела, кој што всушност е основ за одредување на квадратите што би следувале за откуп и приватизирање на тоа земјиште за определена личност или правно лице. Значи, програмата сте ја разгледале, ако имате нешто да прашате, тоа е веќе стандардна и одобрена програма од Министерството за транспорт и врски, која што е веќе во употреба и една година сме работили веќе по месец, година и по. Дали некој бара збор по третата точка од дневниот ред? Доколку нема никој, ја ставам на гласање третата точка од дневниот ред. Кој е за? Против? Воздржан нема. Четвртата точка од дневниот ред, предлог програма за изработка на урбанистички планови во општина Градско за 2022 година. Подали? Општина Градско во склад со Законот за урбанистичко и просторно планирање секоја година подготвува програма за планирање на просторот и уредување на просторот. Со таа цел веќе од минатата година се наследени некои предмети, тоа е со тековна 2021 година, кои што ќе бидат префрлени и во тековна изработка се и донесување ЛУПД во населено место, урбанистички планови во населено место и евентуално би се појавиле по потреба од приватизација на градежно земјиште и потребата од донесување на урбанистички проекти за определени физички и правни лица на територија на општина Градско во опфат на УПС за Градско. Сето тоа е тука наведено во таа програма што како општина планираме за тековна година 2022 ќе биде во изработка од планска документација и дел се во опфатот. Не знам дали сте запознати како советници дека имаме планирање од страна на Агрија и групација Кочо Андјушев за биоцентрала кај Агрија Пармата и во постапка е Вардар Градско за територија во опфатот на кругот на дворот, исто така биоцентрала за производство на електрична енергија. Тие се во постапка поголеми како инвеститори кои што понатаму ќе одат во постапка за добивање на одобрение за градење, но претходно изработување и донесување на планска документација. И други се помали, значи што се појавуваат со самофинансирање физички и правни лица. Дали некој бара збор по четвртата точка од дневниот ред? Заповеле. А вие како бројки тука што се направат во Чичево, што се како бројки вие за групација Агрија што планира? Да. Агрија се почнете. И има исто таму во постапка и фармата со фотоволтаични колектори на кровот на свинарската фарма и во постапка се околу донесување на ЛУПД во населено место за индустријски и економски оператори кои што всушност сакаат да извршат откуп на градежното земјиште, бидејќи сега имат на користење со фармата што е моментално. Благодарам. Дали некој друг бара збор по четвртата точка? Доколку нема, ја ставам четвртата точка на гласање. Кој е за? Против? Нема. Воздржани? Нема. Петата точка од дневниот ред, предлог програма за поставување на урбана опрема на подрачјето на општина Градско. Повеќе. На територија на општина Градско и
во планскиот опфат на УПС-то имаме правни субјекти, дуќани и од различен профил, продавници, аптеки, земјоделски аптеки, ресторани, кафани, каде што дел од просторот пред самите објекти ги користат самите стопанственици и во склад со закон за градежно земјиште, во склад со закон за градење и урбанистичко планирање се донесе оваа програма во смисла на времено користење, кое што може да се издава до 30 дена, краткорочни до 7 дена, до 30 дена, 3 до 6 месеци или и за цела година. Зависно од потребите и барањата на со изготвување и подготовка на елаборат и скица за квадратите што ќе бидат опфатени, за кои што дневно ќе плаќа по, мислам дека беше 5 денари усвоена цена по метар квадратен на ден. Инаку намените се попишани и кажани тука, ринги, шпили, детски билетарници и доста други тараси, јавни површини, значи јавна прометна површина, што може да се употреби во определен период без градење на конструктивни некои елементи, градежни објекти, значи временно издавање на земјиштето кое што општината тоа издавање го наплаќа по цена од 5 денари по метар квадрат. Тоа е програмата која што е во склад со закони, позитивните законски норми и регулативи на Република Македонија. Тоа е околу таа програма, ако може конкретно сега што има реакции за жито, што се гради пред. Да. Тоа влегува во ова, така? Да. Дел од тоа влегува со тоа што понатаму сакаат и трајно да го решат тоа, да го откупат земјиштето и да добијат градежна дозвола за сега годишно се плаќа. Дневно се плаќа на 5 денари по метар квадратен на ден. Па собрано тоа би дошло некаде околу 70-80 денари на ниво на година. И сега нивото на година дена сега да се го откупат, а умеѓу време да се обидат да го откупат заедно со станарите, со собственици или сами, како ќе постапат нивно право ето. Добро, такви објекти има и други тука што треба. Натаму со закон за легализација се другите опатени, има поднесено барање, понекој се постапува, понекој и не е можно поради законски нормативи да се постапува. Тоа е друг опат, веќе закон за легализирање на бесправно изградени објекти. Ова е значи по друг основ. Дали некој друг бара спор? Поведе, Слободче? На кој начин може да се откупи тоа сега опратено што е узурпирано пред жито, кога знаме дека тоа е јавна површина, односно площад на градско, кој што не верувам дека постои некој начин за да може да се откупи тоа земјиште. Треба да се купи прво земјиштето под зграда. Значи затоа реков, дали со станарите заедно или индивидуално самостојно, ако се откажат. Тоа преку Министерството на финансии. Во делот на зградата? Во делот на зградата. Под зградата. Кога тоа ќе се купи, има право да дооформат овие квадрати што се напред од јавна површина. Да ги барат за дооформување. Каде што со поседување и собственост остарено 30%, можеш уште 70% од парцелата да бараш да ја дооформиш, ако има простор. Тоа е нивно право да барат, натаму како да се постапи, значи постапува Министерството на финансии и материјални работи, кои што управуваат во моментот со приватизација на градежно земјиште. Ние можеме да продаваме земјиште, кое што е чисто неизградено. Јас работам таму, каде што го има правна служба во Велес, каде што човекот има поднесено барање на приватизација, и тоа преку нашата институција тоа не е возможно да се следи. Може само да му приватизираме дел, односно во идеални делови, со сите станари за таа зграда. Тоа е таа постапка, каде што заедно со сите станари. Ако се откажат тие станари,
Ако се отворим тие станови, останали сам да се купи, може, има можност, така? По закон. По закон само идеално да под сградата, друго нищо. Сите што се собствени по сградата, да. А после тоа па кај нас во општината, со управување на градовото земјиште, може да го доформи со изработка на урбанистички проект. Која ќе изработи и елаборат, значи да ги дооформи што тие квадрати. Тоа е постапка после. Значи прво време, прва фаза да го купи проектот под објект. Да, не значи дека ти биде моментот. Това е веќе за вземање на цел площад, значи как Да. иде практички секој што сака може слободно да си го окупира цел площад како што сака. Значи ние сега во моментот му даваме да користи оние квадрати што се како предпростор од времето на една година. Се уште не сме ги дали, но врз основ на оваа програма да имаме можност да ја дадеме каде што општината ќе има определен приход. Околу 80.000 денари ќе земе општината од тој објект. Ако не успее да го приватизира, и следната година повторно 80.000, пак приход општината си го има. Ако не побара он, тоа ще треба да го врати во правовитната состојба. Тоа земјиште. Чим се гради Да, исто има врска, например, сега со кафе бар во булевар. Сите ќе може да се. Телаки, исто тоа. од секаде. Тоа- Секаде ние тоа ќе можеме сепак- и како Тоа евентуално е приход во општината. општината. Ние го гледаме како приход на Да, општината. така до сега До било сега не тоа се 0 наплаќало. денари, не се плаќало ништо. Имаше само 2007 година, мислам сега не е важно точно, или 8, каде што имаше ваква една акција, ама Не успеш. само таа година беше. Нешто платија луѓето, само таа година беше и после тоа не се продолжи. Да. Кој причини не знам. Да. Да не навлегувам. Да. И сега првпат како општина таа можност можеме да користиме. Сите градови ја користат Да. и сите општини ја користат. Конкретно нашата програма во голем дел е осмислена и во склад и со програмата на општина Гевгелија, мислам да се беше. Значи, се е во рамки на закон тоа што е. Така. Сега, пак ќе речем, ние како општина не сме голема општина, да можеме или имаме големи приходи, па да се откажеме така лесно од вакви приходи, што од една само правен субјект со 18.000, да може да се соберат, да речеме, може и 300.000, 400.000 евро, што за оваа општина не тоа значи, извън до некаква улица, инфраструктура и така нататък. Во корист на општината. Да, граѓаните реагираат. Мислам, ете има пример. Не, Сега, граѓаните се упрепред. Значи, ако одиме сега со визија дека се треба статус кво да остане и ништо да не се развива оваа општина, поради чисто замерка и завист дека некој се шири и проширува, значи секој треба да биде малку визионер. Значи не е продадено, не е дадено ништо, најмалку бесплатно. Значи ова е давање под чири. Под закон. Целта е дека до сега не Да, било ова да е плаќа да се да остане се дека се наспоред. нешто минимално. Зошто да не сме во оваа општина? Поради чиста љубомора, завист, Претходно беше исто проблема, дали сега е доградено или? и претходно беше, ама не беше наплаќано. А сега е наплаќано претходно. Тоа е разлика од страна на општина. И не само кај него, туку и многу други објекти. Другите, да. Значи, тоа се донесе програма во склад со закон, веќе општината има право да се побарува, па после тоа и да утуши и да ги оспори тие права ако некој не се да. И можда се и пак и да граѓаните да користат тој простор во склад, па повеќе често да објаснат да привредуваат, да се развиваат. Значи, добронамерна е програмата и во смисла на развој, а не е чисто прегледување. Дали некој друг да разбор? Доколку нема, ја ставам третата точка на гласање. Кој е за? Против нема, воздржан нема. Може. Ви благодарам. Одиме со точка 6. Предлог програма за активностите на општина Градско во областа на образованието, културата и спортот во 2022 година. Да. Давам збор. Добро, добар ден на сите. Како и секоја програма, така и програмата
за активностите на општина Градско во областа на образованието, културата и спортот се носат секоја година. Оваа програма има за цел обезбедување на активен однос на Советот на општина Градско кон задоволување на потребите и интересите на граѓаните од областа на образованието, културата и спортот, планирање на развој на образованието, културата и спортот и подобрување на условите за обавување на образовниот процес. Општина Градско во насока на овие горе наведени цели за тековната 2022 година има предвидено повеќе активности во 4 области и тоа во областа на образованието, културата, спортот и други манифестации. Сега ја имате програмата, имате видено од областа на образованието, има манифестации организирани од училиштето по разни поводи, најдобар наставник, талентирани ученици, ученик на генерацијата. Од областа на културата има организирање традиционално одржување на пролетна културна манифестација Фолклоријада Градско, поддршка на куцтови, 11 октомври денот на Народното востание, 8 ноември денот на ослободувањето на Градско. Од областа на спортот имаме поддршка на фудбалскиот клуб Локомотива, турнири во мал и голем фудбал, кошарка и слично. И од областа на други манифестации, традиционално одбележување на 16 декември денот на општина Градско, крводарителска акција, одбележување на празникот Богојавление Водици, денот на ромите, 2 август, верскиот празник Голема Богородица, денот на бошњаците, одбележување на меѓународниот ден на лицата со попреченост 3 декември. Доколку некој смета дека програмава треба да се дополни со некоја манифестација или нешто да се смени, слободно може да каже. Ти благодарам. Кој има давам збор по 6-та точка? Повеле. Јас имам забелешка од фудбалскиот клуб Локомотива. Јас мислам дека овие средства се многу превисоки, пошто фудбалскиот клуб Локомотива не може да остане во втора лига и давам предност да влезат млади деца во Градско, кои не се во фудбалскиот клуб Локомотива, дека фудбалскиот клуб Локомотива не може да издржи толку финансии да ги плаќа фудбалерите што се во страна, а младите деца во Градско беа запоставени, што не играат. Фудбалскиот клуб Локомотива до крајот на сезоната втора лига и да ги губи резултатите, овие средства не ги користат децата во Градско, Магајеси, Виничани, Водоврати и другите населени места, поводно ќе биде од фудбалерите што дошло до страна, нема активности, нема ништо принесено при нас, само губат, а нема ништо. Овие 40.000 дена што е вакото, нека се пренаме во куцтови, во други наставки, например, во детски градинки, во школото. Јас први финансирал, ги дал помош да бидат сите фудбалери во Градско. Ако треба сите пари во останат, да бидат децата во Градско, да играат во трета лига, нека се напреваруваат, да дојдеме да ги гледаме вака, убаво, да победуваат, а сега џабе парите ние ќе ги хвалиме, не победуваат, играат се од страна. Значи, сум го гледал као дете Локомотива, во Дегелија, во Мирац и сега сум доаѓал да го гледам, значи, као сите други клубови, парите џабе ќе ги хвалиме, нека искористат децата во младо Градско. И уште едно имам тука да се дополни, кај други манифестации. Кај другите манифестации, поддршка за одбележување на денот Богојавление во Чичево. Тоа го поддржувам, но такви манифестации да се дополни колку пари се дава во Чичево манастир, да се даде кога празникот во Свеченица, Костадин Јелена, значи 10 дни таму. Тоа е добар манастир, има добра природа. Значи, дело советници се биле таму да го видат и еден бирнот кај што направено во Чичево. Извинам се на шутите клуб. Да се направи полно прилог кај сепарација кај Магајеци, да може да го видат и други например жители од населените места, да ја посетите. Во ова толку имам. Во однос на двете работи се согласувам со Боне.
само сакав нешто да го надополнам, затоа што и со првата и со втората работа и за манастирот за Светјани, ова што е направено како со билбордот за Чичево, имав две идеи. Првата идеја е нешто да поставиме на битни позиции кои што ќе бидат видливи, насловено научи нешто повеќе за градско. Сега успеавме да направиме еден и други, вклучително и тоа за Светјани ми било како идеја. И супер е, те поддржувам и сакам да се надополни програмата. И за првиот дел те поддржувам, но не сум јас тој кој што треба да ти постави многу прашања за кои што ја не можам да ти дадам одговор, односно друг човек треба правилно да ти даде одговор. Зошто и тоа е така направено? Јас инаку со фудбалерите кои што во најголем дел се отстрана, мислам дека има еден или двајца играчи. Во првата или втората недела имав состанок, играчите дојдоа тука, побараа да се видиме и ми соопштија дека некој нив им ветувал, ама ништо не им остварил, немаа земено, не ме фаќате за збор, во тој момент мислам дека не беа исплатени 3 плати. Инаку вака, чисто информативно, кога сме веќе кај Локомотива и според информациите кои што во тој временски период ги добив, добро е да знаете дека овој формат кој што е направен, некој може и од вас беше присутен на таа прослава која што требаше да изгледа најверојатно, мислам, како политички митинг. Влезот во втора лига, на сите не е јасно дека за нас како општина е неиздржлив. Јас мислев дека освен помошта од општината, дека таму постојат и спонзори. Реално да ви кажам, таму не постојат спонзори. При влезот на фудбалскиот клуб во втората лига требало да бидат исплатени плати како што веќе се договорени со тие полупрофесионални играчи. До тогаш плати не беа исплатени. Чисто да имате предвид за што всушност зборуваме, и пак ќе повторам, те поддржувам на тоа што кажа, месец дена за функционирање на Локомотива чини 5000 евра. Некој го направил тој шаблон, но тој не успел да го реализира. Со луѓето со кои што разговара во тој временски период ми кажаа дека финансиски средства за почнување на втора лига не се обезбедени. Односно, што сакам да ви кажам, ако буџетот за втора лига би требало да изнесува 80 или 100.000 евра за клубот да започне сезоната и регуларно и да ја заврши, да не застане на полусезона, ние тие финансиски средства не можеме да ги обезбедиме. Тие финансиски средства, ти најдобро знаеш, кога нешто почнуваш да работиш, прво ги имаш средствата, па потоа ги реализираш, така? Не почнуваш, а на крајот да немаш финансиски средства. Во конкретниот случај е почнато без финансиски средства, само како една желба, идеја, дека ете ќе се игра во втора лига. Пари нема. И до овој момент, така како што се игра, се обидуваат да се снаоѓаат некако и успеваат да стигнат со некнешниот надпревар, мислам дека е завршена веќе полусезоната, ако не се лажам, следната треба да започне во февруари. Ние треба да размислуваме на таа идеја, апсолутно сум сигурен, но она што е сега приоритет е како клубот да продолжи од февруари и да стигне до мај. А потоа од септември јас се согласувам дека нас ни требаат 11 играчи од градско и од околината на градско и од општина градско, и со нашите финансиски средства кои што ние можеме сами да си го обезбедиме, не ни треба никој друг, тие може да се надпреваруваат каде сакаат според нивните можности. Предпоставувам тоа дека е трета лига и на тој начин ние ќе немаме никаков проблем. Нити ние како општина, нити некои одредени спонзори да замараме и да навлегуваме во долгови, а напротив, плюс дополнително ќе играат деца од градско кои што ќе привлечат повеќе внимание. И за нас ќе биде сосема во ред. Но сега прво е како да се стигне до месец мај, да не се случи клубот да се распадне и на тој начин ние да бидеме казнети и клубот, таму мислам нема некоја регулатива, една година да не има забрана, се надпреварува, па се враќа повторно во најнизок ранг и така надаму, значи повлекува некои дополнителни проблеми кои што во овој момент не знам како би ги решиле. Единствената желба сега во моментот е како од февруари да стигнеме до мај. Кога ќе стигнеме во мај, потоа можеме да го реализираме, односно со сигурност ќе го реализираме тоа што ти го напомена, а тоа е да не се повторувам, да бидат деца од градско и да играме таму каде што можеме да играме, односно каде што ќе можеме да се самофинансираме и вие како совет да изгласате одлука за таму каде што можеме да издвоиме одредени финансиски средства. Во овој момент, овој формат е финансиски неиздржлив. Дали може на пролет има спортска могутност тие фудбалери од страна се да се откажат да не оди голово долго, од градско малите деца, чи ги гледаме, чи ги подржаваме, нека говорат што се се му разлика и се да завршат. Да видим тоа лакото. Не се ни чи плаќаме секоја од страна на фудбалерите, губиме, клубот пропаѓа, а ние мора да го финансираме. Да го видиме, да се седне, например, до пролет, да се најде разликата
ако може по закон по спортот, тие фудбалери се откажат, од градско nek се земат мајите деца, nek се играчи и лева, nek се губи и да намерим одолу. И аз ја поддржувам твојата идеја. шанса на фудбалски клуб кој се право менеджерите, нека да видат дали се може тоа. Има деца млади, нека губа 5, 6, 7 градника, да намерим одолу. Секој клубот изваѓа. И предходно, и пред почетокот на сезоната, и сега во моментов и во иднина сме гледам на исто мнение и јас ја поддржувам твојата идеја. Значи, реално не е остварливо во овој момент, во ваков формат, функционирање на фудбалски клуб во втора лига. Ние не сме во можност, барем тоа во целост, и не сме во можност, еве како што гледате и самите, да функционира сето тоа, а при тоа да бидеме стабилен второлигашки клуб. Тоа за наши услови финансиски е невозможно. Тоа е веќе полупрофесионален начин на функционирање и е нереален, барем видливо е тоа, дека ние не можеме да се носиме со тоа. Тоа е некое повисоко ниво од кај нас. Повели Јованче. Сакаш прво да ме прашаш нешто? Да, а овие средства сега што се 2022 Тие се предвидени. предвидени, тие без проблем ќе играат во трета лига. Дали ќе стигнат, дали ќе бидат доволни тие? Значи, Ние да избуткаме во мај. во трета лига со луѓе кои што Чекайте на... Значи, со луѓе со кои што сум разговарал, сега ја не сум експерт, но сум се консултирал со одредени луѓе, ми кажувале во однос на втора лига дека треба некаде од 80 до 100.000 евра за опстојување на клубот, во трета лига дека треба некаде од 5 до 10.000 евра. Значи, ние сами како општина и фирмите во нашата околина можат слободно да финансираат еден стабилен третолигаш. Ние како општина, а како што гледам дека нема ниту еден спонзор, не сме во состојба да функционираме во втора лига. Значи, тоа е тоа. Тие се предвидени, тоа не значи дека ќе бидат сите реализирани, ова е само предлог. Ние предвидуваме што ќе се случи, тоа кога го носиме буџетот на редната година, а ќе видиме што ќе реализираме од сето тоа во текот на годината. Па таму на пола година ќе имаме ребаланс, нешто сме реализирале, нешто не сме реализирале, некаде нешто може ќе фали, некаде нешто одредени средства може би ќе стојат. Ова е само предвидување што можеме да направиме во 2022 на тој план. Во делот на спортот, во делот на културата. Значи предвидени средства. Дали некој повели Златанче? Со 400.000 денари, викаш дека сега до мај месец треба, мислам да ги исплатиме во текот на 2022. Не викам, јас Говорете, во текот на 2022 400.000 денари треба на клубот. Да му исплатиме и може и да не му исплатиме. Како ќе успееме до мај месец да ги издржиме со тој клуб, а за да тој опстане и сите законски рамки да не казат. Тоа е прашање за $1.000.000. Значи, предходно Боне рече дека тоа се многу финансиски средства, ние максимум колку што можеме да одиме во моментов е таа сума од 400.000 денари. Значи, ќе мора повторно да се молиме по одредени фирми за да стигнеме некако до мај. За превоз знаете дека се користат услугите на општината, тоа сте го виделе, го знаете, јас ја продолжив таа ситуација. Во одреден дел обезбедуваме гориво преку спонзори. Луѓето, некои од нив не сакаат тоа јавно да го кажам, нема да го кажам. Значи обезбедуваме средства за тренинзи. Не знам дали знаете, но за одржување на една недела на тие фудбалери кои што доаѓаат од страна нас ни се потребни околу 9.000 денари за гориво. Значи на неделно ниво. За одржување на 2-3 тренинга колку треба да додат. Остатокот кога патуваат, знаете со кои патуваат со комбето, патуваат со едната општинска кола, ако има потреба со втората општинска кола, значи тоа е исто така финансирано од општината. Тоа било пракса предходно, јас само ја продолжив. Не сакав да испадне дека еве нешто стопирам, затоа што и самите сте свесни, таму во предизборието се водеше една хајка, ако јас поведам дека клубот ќе замре, ќе биде уништен и така натаму, и во ниту еден момент не сум сакал да изгледа дека еве нешто сега стопираме, нешто друго правиме во однос на тоа што било претходно правено. Само се обидуваме врз основа на тоа што претходно е предвидено, дека некој сметал дека ние можеме да издржиме да играме втора лига, се обидувам само да го донесам клубот некако до месец мај. А потоа од месец мај да пробаме да го реформираме и да тргнеме со нови деца. Ако можеме да го направиме тоа уште на полусезона, уште подобро, мада не сум многу голем оптимист, затоа што дали можеме ние да најдеме 11 деца од градско,
за еден месец, за месец и пол, кој што ќе почнат тренажен процес, значи нешто ќе работат, нема тоа туку така, ајде некој од дома. Пак е втора лига, пак не е баш така тоа едноставно. Дали некој друг? Повелик Маја. Можеш да ми чекна само, да не можеш да ми објасни локомотива, таму си нешто. Локомотива, јас сум председател на клубот, Дали може да се презентирате реалната ситуација. Боне, ај, моје друго да се спомни. Од разно Од точка разно, повели Маја. Маја повели. Не знам дали сте запознани дека Општина Градско има и планарско друштво, не го бидат тука во областта на спортот. Може да се да. За ПСД клепајте, вредноста нека биде 30.000 денари и ако може до 31 јануар да биде рокот да се вметне. До сега, например, не знам како функционира планарското друштво, јас не бях запознаена. Сега се дружим. 7-8 месеци интензивно, сами си плаќаме превоз, сами си организираме на настави. Сега сакаме нели да го живниме тој дел. Да, може да биде вметнато тоа, секако ненамерно испуштено. Јас имав средба, сега ти си председател, така? Да. Сега ти си председател, беше Пепи кај мене, ние разговаравме, отприлика ми образложи таа ситуација како сте функционирале до сега и ми спомна дека поголеми финансиски средства ќе ви бидат потребни за организирање на турата во февруари. Да. И исто така ми спомна дека и од претходниот градоначалник во претходниот совет исто така биле префрлени во текот на годината 30.000 денари за регистрација на самото друштво. Еден вид ми даде финансиски отчет тоа што биле направени за тие 30.000 денари, од кој што најголем дел биле потрошени, ми спомна, во делот на организирање на тој маршот во февруари што се случува, така, ако не се лаже. Да, ми спомна и за казната која што била за 18.000. Да, 18.000. Голем дел од средствата се отидени таму од тие 30.000 денари. Во најголем дел сум информиран во делот на работата. Запазивме тој рок, ги стеравме документите до крај, кошта околу 5-6.000 денари. И средихме се, пак сме сите заедно, нели? Он поради образ сакаше да годе во... Да, ми спомна. Да. Ворете, стоиме и него истото му го спомнав, сега со оглед дека ти си нов председател, ви стоиме на располагање се што има потреба. Возила, превоз, комбе, каде сметате дека треба да одите и така натаму. Повеќе да се дружите. Да. Дали некој друг бара збор по оваа точка? Доколку нема, кој е за? Против? Воздržан? Одиме со точка 7, предлог програма за социјална заштита, заштита на децата и здравствената заштита за потребите на граѓаните на Општина Градско за 2022 година. Давам збор по оваа точка. Кога би го не? Ова точка има забелешка. Бевте добро учениците од прво до пето одделение. Мојот предлог е да биде од прво до 9 одделение, ако може, одговор речено. Сите деца, да, тука пише бесплатно од прво до пето одделение. Да не бидат сите деца, да не бидат другите родители во Општината Градско како запоставени, Општина нека најде Силан Мојч, од друго место како најнахранени, да бидат сите деца во Општината еднаквост. Значи, вака, ова од моја страна најдобронамерно е прво направено. Од социјален аспект, од финансиски аспект, од секако знам дека ќе им се испадне во пресрет на родителите. Другите деца нема да гледаат затоа што се работи од прво до пето одделение, тие сите деца одат во иста смена. Значи, ако зборуваме за Градско. А ако зборуваме за подрачните училишта, исто така, конкретно за Виничани и остатокот во Кочилари, во Доврат и Ногаевци, тие си се сите заедно, значи сите се од прво до пето одделение. Мојата поента, кога го правев сето ова, беше прво да видиме еден вид, како да го наречем, ајде како пилот програма, да видиме како ќе функционира,
и прво да почнеме од најмалите, а секако дека понатаму планирав да биде за сите деца. Значи во првата година да биде само за прво до пето одделение, а во понатаму, ајде да речеме, наредната година кога ќе го носиме буџетот, да биде за целото училиште. Во делот на тоа дека другите деца ќе гледаат, овие деца одат во иста смена на училиште. Значи другите деца нема да гледаат. Значи прво до пето одделение се сите заедно. Некои родители ќе имаат само прво до пето, например, некои имаат од 6 до 9 и сега ќе има нови деца дава, нови деца дава, значи дискриминација на 10 например. Ова е мала разлика например со 10 од сите заедно со одделени сите да бидат сите равноправни деца например, да биде во прво до 9. Тоа беше прво. Не далеко од тоа дека луѓето нема да бидат равноправни. Значи идејата која тогаш да направиме па никој да не добива. Не. Така ќе бидат сите равноправни. Значи и на родителите кои што ти имаат спомнати. И значи ова е најдобро намерно. Пак ќе повторам, идејата ми е целосно сите да добиваат бесплатна храна. Прво ќе почнеме од прво до пето одделение, здравје Боже да сме здрави и живи, наредниот буџет кој ќе го носите, наредната година, мојата замисла е сите деца во градско да добиваат бесплатен оброк. Мислам дека финансиски можеме да го издржиме тоа, но прво сакам да пробаме како еден вид пилот проект од прво до пето одделение како ќе биде реализирано сето тоа, а потоа и за сите останати. Значи се работи кај нас за отприлика севкупно, ако зборуваме за прво до девето одделение, околу бројката се движи вообичаено некаде 310-315 до 320 деца. Сега од прво до пето одделение таа бројка би била отприлика пола од сето тоа. Значи прво да видиме како ќе го изменаџираме тоа, како ќе функционира, како ќе го реализираме, дали ќе изгледа сето тоа добро, како ќе се справиме со сето тоа, затоа што тука има и тука дополнителни прашања, каде таа храна ќе се дели, како ќе се дели и така натаму. Затоа за да не направиме дополнителен хаос за толкова голема бројка, да почнеме прво од пола, а потоа и за остатокот. Јас знам дека некои родители кои што имаат дете во девето одделение ќе речат да сега ја не добивам ништо од сето тоа. Јас ги разбирам апсолутно, нели тие година ќе бидат средно образование, но мора и нас да не сватат дека не можеме да превземеме сега некоја обврска наеднаш која што не знаеме како на крајот ќе изгледа. Сето тоа е најдобро намерно предвидено. Да видиме како ќе успееме тоа да го реализираме, како ќе се снајдеме во целата таа ситуација, како ќе биде реализирано сето тоа на крај, така да тие кои што имаат до 8 одделение ќе го почувствуваат тој бенефит до година. Сега тие кои што се полуматуранти можеме да им се извиниме, јас нема да можам да предвидам значи за наредната година, но за понаредната тие што се 8 одделение ќе го почувствуваат тој бенефит. Тие кои што имаат повеќе деца, уште повеќе, затоа што ако некоја проценка, јас лично сум правил дека едно дете од прилика месечно трошим некаде од прилика можеби до кај 3000 денари. Сокче, паничка и така натаму, се што тоа што средувам, мислам дека со две деца тие кои што имаат некои повеќе, ќе биде прилично заштедување во однос на нивниот семеен буџет. Од тој аспект тргнав најдобро намерно и затоа мислам не знам дека можеби вака од страна изгледа дека остатокот од децата ќе се почувствуваат лошо, но мора и они да не сватат најдобро намерна идејата. Не е никој одстранет. Дали некој друг бара збор по оваа точка? Доколку не, ставам на гласување. Кој е за? Против нема, воздражани нема. Точка 8. Предлог програма за работа на Комисијата за еднакви можности на жените и мажите за 2022 година. Давам збор по оваа точка. Исто и оваа програма се носи секоја година. Со новиот состав на Советот имаме и нова комисија за еднакви можности. Програмата за работа на Комисијата за еднакви можности на мажите и жените за 22 ги дефинира следниве општи цели: промоција на концептот и прогрес на родовата еднаквост, поттикнување на еднакви можности на жените и мажите за рамноправно учество на жените во јавниот и политичкиот живот на локално ниво, креирање услови за промоција и развивање на правата на жените и човековите права и нивно вклучување во
активностите, промоција и развивање на правата на жените во областа на образованието и здравството. Имаме предвидено неколку активности со оглед на ситуацијата со короната. Овие една година, две, немаше така некои поголеми активности. Инаку има предвидено потикнување на жената за редовни прегледи, прогрес на родова еднаквост и недискриминација на локално ниво, информирање за можности и условите за вклучување во земјоделското стопанство, подигнување на свеста на јавното говорење и семејството насилство и пријавување на истото. Сега во текот на 2022 година, доколку условите дозволат, би можело да организираме некои трибини на различни теми. Тоа е. Дали некој бара збор по оваа точка? Доколку нема, ја ставам на гласање. Кој е за? Против? Нема. Нема. Точка 9. Предлог решавање за именување на командант на Општински штаб за заштита и спасување на Општина Градско. Ја ставам на глас, доколку нема не зе за оваа точка, дали ја ставам на гласање. Кој е за? Против? Нема. Воздържани? Нема. Точка 10. Предлог одлука за доделување на награди по повод денот на Општина Градско, 16 декември. Комисијата за јавни дејности се состана и го повикувам председателот за збор. По претходно состанување на Комисијата за јавни дејности, по повод на денот на Општината 16 декември, се доделуваат награди на следниве лица. Како најдобар ученик во основно образование Бинаса Сулјеманова. Ученици во средно образование Никола Трендафилов, Фросина Цековска, Петар Стојановски, Филип Филипов. Како најдобар студент Иле Петровски. Во спортот Филип Мирчев, истакнати земјоделци Богде Терзиов, Раде Колев. Правни субјекти и поединци Вардар Биопроцес Градско, Даде Компани, Миса МГ и митрополитот по Вардариски Агата Ангел. Не ставам одлуката на гласање. Кој е за? Против? Нема. Воздържани? Точка 11. Предлог кварталниот финансиски извештај за период од 1.1.2021 година до 30.9.2021 година, трет квартален на ЈКП Клепа Градско. Да. Здраво на сите. За
конкретно за кварталниот извештај ќе има обраќање сметковите за некаква хлеб. За другите две точки, што едам. ЈКП Клепа во 2021 има остварено приходи до 9 месец 6.363. 6.363.000 денари. Има пораст во однос на приходите од претходната година. 5.855 биле во претходната година. Во текот на годината има потрошено за енергија и за материјали, помошни материјали, 1.793.000. Ланската година било 544.000. Порастот на материјалните трошоци е поради префактурирањето на промената во системот на работа што го направивме. Се врши во оваа година префактурирање на струјата од комуналец кон Клепа. И така да трошокот по тој основ, значи вкупната енергија сега што ја плаќа Клепа е тековната енергија вкупна оваа година и од старата фирма што гласат броилата и од Клепа што се броилата. Така да тој трошок е реален сега што е во Клепа. 1.793.000 денари. Услуги со карактер на материјални трошоци се 353.000 во тековната година, лани биле 421.000. Трошоците за вработени оваа година се 1.839, лани биле 1.672. Амортизацијата 192.000. Останати оперативни трошоци 1.516 оваа година, а лани биле 1.314. Во овие останати оперативни трошоци најмногу се договорите на дело што се за оние луѓе што помагаат на Клепа, што не се осигурани и што се исплаќаат само со персонален данок. Доколку овие би преминале во вработени на Клепа, значи трошокот за плати би пораснал во друштвото пред се заради придонесите. Ако со договор на дело се плаќа само персоналниот данок 11.11, доколку би преминале во вработени, треба значи трошоците на друштвото да се зголемат уште за 27%. Со ова ваквото работење, оперативната добивка на друштвото е 670.000 денари, лани било 1.900.000. Ова е така, ви кажав од кои причини, затоа што до лани струјата не ја префактуриравме од комуналец и стоеше во комуналец како трошок. А ваа година одлучивме во консултација со консалтинг куќите да направиме префактурирање на трошокот од комуналец на Клепа и сега трошокот за струја на Клепа е целосен. Значи вкупната струја што троши комуналното предпријатие си е веќе фактурирана и Клепа ја сервисира во целосен износ, ја плаќа. Предпоставка дека данокот од добивка ќе биде 10%, значи ова се надоле предпоставени цифри, излегува дека на општината, бидејќи општината е основач, добивката е 593.000 денари. Лани било 1.700.000, веќе ви образложив од кои причини, најмногу заради електричната енергија. Во ланската година друштвото доби во согласност со општината донација од 2 милиона денара, некак така ми е усеќавање, и
Средствата на друштвото веќе се 2.460.000. Значи не тековни средства, тоа се разбира значи опрема. Значи друштвото веќе има клепа, опрема во износ од 2.460.000, тоа е донација од каде беше Златко? Јапонска амбасада. Така и ја мислев, ама да не кажам нешто погрешно, значи 2 милиона беа стрикно од јапонската. Не комплет, Комплетно. Да. Ваа година треба исто да ги уприходуваме тие целосно, така да добивката ќе биде поголема и за тие на крај на година тоа ќе го направиме. Значи тие ќе ги признаеме како приходи оваа година, значи друштвото ќе има плюс дополнителни 2 милиона од јапонска амбасада што ги оставивме лани за да не искажеме и да не плаќа друштвото многу даноци. Дел од тие во износ од во целосен износ ни се останати, еве ги 2 милиона динара, финансиска поддршка, грант Јапонска амбасада. Значи тие оваа година ќе ги признаеме како приходи, така да добивката на друштвото секако ќе биде поголема за овие 2 милиона динари. После тоа има побарување. Кај побарувањата, тука знаете, станува збор за побарување од правни лица, побарување од физички лица. Вкупните побарувања на друштвото се во благ пораз од 100.000 денари плюс, значи 4.725.000. И покрај, значи, влошината материјална состојба на граѓаните, сепак граѓаните, значи, во најголем дел си го сервисираат својот трошок за водата. Немаме некое рапидно зголемување на побарувањава, па да речеме дека граѓаните не го сервисирале долгот за водата и канализацијата. Значи, они сепак успеале во тековнава година и покрај поголемиот пораст на приходите, сепак, значи, тоа значи поголеми побарувања, порастот на приходите е поголем, отколку порастот на ненаплатените побарувања. Ова што сте останати тековни средства, тоа се цесиите што беа направени до сега за плаќањето на водата за струјата преку комуналец што одеше. Сега немаме пораст на овие побарувања, затоа што го прекинавме тоа да го правиме, веќе комуналец целосно ги ја фактурира струјата на клепа и клепа целосно ја плаќа и ова побарување нема да постои веќе во книгите, затоа што имаме веќе компензација евана со затварање на комуналец. Така да и овдека веќе нема да имаме некој пораз и дуење во билансот на состојба. Парите во друштвото се сепак во добра ситуација оваа година, 721.000, од аспект што има друштвото 380.000 одлејани со отварањето на стечајната постапка во Евростандард банка, така да мислам дека сепак парите им се во паричните средства. Лани им биле 830 на крајот на 39 ваа година им се 721.000 и без оглед што се случи сето тоа со Евростандард банката. Општината има основачки влог 180.000 во клепа. Законски резерви имаме тргнато 200.000 денари. Акумулираната добивка 7.598.000 оваа година. Добивка за тековна година 593. Вкупниот капитал на друштвото е 8.571.000. Од обврски друштвото има на 39 244.000, на 39 лани 282.000.
Од останатите обврски 2 милиона се оние пасивни временски разграничувања, односно она што треба да отиде на приход од Јапонската амбасада. Така да тековно 122.000 што се некои обврски по основ на останати обврски. Вкупно тековни обврски се 2.366.000, значи од ова зборуваме, од овие 366 се само обврски, 2 милиона ќе отидат на приход на крајот на годината. Така да мислам дека друштвото за тоа што е основано си ја обавува основната дејност и не создава некои си обврски што не се подмирени. Секој 10 во месецот согласно законските одредби доставуваме извештај до Управата за јавни приходи, таму до Трезорот по право. Така да тоа се е редовно доставено од наша страна, а од страна на друштвото пак редовно се плаќани сите обврски. Значи останати се обврските само од последниот месец, што реално доспеваат до крајот на месецот. Пример, Евана до 20 во месецот, телефонот до 30 во месецот и тековната плата. Значи нереално да зборуваме, друштвото нема никакви заостанати долгови. Друго што да ви кажам, не паричен трошок ни е само амортизацијата во износ од 192.000. Значи тој е трошок за кој друштвото треба да обезбеди средства нареден период да ја обнови опремата. И за тоа го викаме непаричен трошок. Значи во моментот го пресметуваме како трошок со цел во нареден период да имаме средства да ги обновиме опремата. Така да набавката на опрема, на нова опрема ни е во износ од 60.000 има нешто за именно нова опрема. Еден вработен има со високо образование, 6 ги имаме класифицирано со средно образование. Тековно си ги сервисира сите даноци друштвото, и данокот од добивка, и ДДВ. Сега, ако ви интересира па за комуналец, дали може да преминам и на комуналец? Да, може малку и тоа во префактурирањето. Значи, вака сега да ви кажам, од практични причини не одевме уште од почетокот за префактурирањето на струјата на Клепа. Од кои практични причини сега ќе ви кажам? Значи, јас сум сметководител, ја гледам на државата даноците да ја бидат платени прво. Значи, не сакам ниту најмногу државата да биде оштетена. Сега ќе ви кажам дека комуналец должеше по основ ДДВ, ако ви кажам некаде дека долгот беше околу 900.000 денари, мислам дека толку беше кога го земавме да го водиме. Со струјата што идеше и што не ја префактуриравме на Клепа, фактички комуналец го исчистивме од ДДВ-то. Комуналец веќе не должи данок на додадена вредност. Кај комуналец остана само долгот по основ данок од добивка, сега ми ги пуштија баш и картичките. Преку 2 милиона. Колку беше тој? И тој е намален, ама тој е сега 654.000 денари. 2 години за тоа одлучив. Значи сега да ви кажам, ако ви стоеше долгот за ДДВ, сега ќе имавте проблем голем со управата. Ќе ги бараше парите од општината. Значи имаме осетено овој последниот квартал дека ако има некој долг на ДДВ над 180.000 денари,
дека веќе склучуваат договори, оснивачот склучува договор со Управата за јавни приходи за надоместување на парите. Значи, во овој случај, општината ќе се јавеше со управата дека она ќе го плати овој данок од 900.000 денари. Ете, за тоа ние практично првите години од кога го земавме друштвото Комуналец и Клепа да ги водиме, а тоа е некаде од 2014 година, директно ни отидовме на префактурирање на трошокот за електрична енергија, спрема Клепа, затоа што ако го направивме тоа, ДДВ-то ќе си го користеше Клепа, ќе плаќаше помалку точно ДДВ, а долгот кај Комуналец ќе стоеше. Ама, ако не го направивме тоа, сега општината ќе требаше да ги надомести тие 900.000 и плюс ќе требаше каматата да ја надомести. А обично, еве ви кажувам, каматата најчесто иде колку што е главниот долг, толку и камата иде. Што значи општината сега ќе се судреше со дополнителни проблеми, ако не сме работеле така како што сме сметале дека треба да биде исправно што сме работеле. Така да, еве ви кажувам, во овој момент Клепа должи, не Клепа, Комуналец должи данок од добивка во износ од 654, 679, се уште не блокираат. А тој референдирање од 2010 или по е подпишан? А тоа не знам, јас... Мислам дека имам ширено ми... Тоа вие имат, Клепа Комуналец има проблем со Евана за 8 милиона. Најмалку, без камата, без ништо. 7 милиона се обтужени, 6 милиона не се обтужени. 12 милиона. Да, 12,5 милиона и по основ придонеси од плата. Да, тоа е. И плата. И данок има околу милион и пол. Не, данокот, сега веќе еве ти кажувам, дека останува, ја гледав картичката, данок еве сега ми испечатија децата. Значи 654, 679 имаме данок на добивка, а ДДВ сте предплата 4, Комуналец е предплата 41.000. А Комуналец, тој долг е само за струја? Најмногу за струја и придонеси и плати. Кој пумпи се очува? Какви пумпи? Од каде да струја? Вака са, сите саати што ни се за водоснабдување, освен во Ногаевци, Кочивари и во Водоврати, се на Клепа. А во Чичево, Долноградско, Уланци и кај беше уште една, се на Комуналец. Тие се од време. И тие не дозволуваат ние да ги смениме на Клепа. Фактички договори се на тие струјовери. Ја пробав тогаш пред 4 години Евана, викам дај ги исклучиме на тие сати, да си платам нов приклучок, да ни стават сати на Клепа. Може ти да му памет, вика, така не може. Ти се плате договор на тие сати, вика, после да ги сменам сати. Кој има кај да нам плати. Промената е од лани. Па еве ви кажав, од лани почнав јас да го... Од 2 година почнавме префактурирање. Ја овде подобивка не е реално добив. И од лани почнавме со префактурирање. Дека Ногаевци, Виничани, тие поголемите места што трошат кои што... Виничани няма, Ногаевци е само наш. Ногаевци што... Тие си се плаќаат редовно, се сервисираат. Свари, Ногаевци и Водоврати само наши. Кочивари, Долноградско, Уланци и Чичево се на Комуналец саат. И доводи на тие саат направени од време. И од таму не може да повторите. Значи, еве ви кажав од кои практични причини ја почнавме оваа година. Значи, ДДВ-то го исчистивме. И во добивка е сега. Значи, 41.000 ќе ја намалат обврската за данок. Управата сама си носи решение, кога нешто е предплата, она сама носи решение, ќе си го симне, ќе го затвори со добивка. Значи, од практични причини не сме отишле првите години. Комуналец, како ги направил ти договор, која година почиња? Во, јас да ви кажам, кај мене се од 2014, а во е од... Кој знае од кога? Клепа и таа функционира све на работа на 2014. 2014 после вработува нели у Клепа, али договорите си те се од која постои општина. Причината која е на тие долгови? Има ли некој
отчет некому побарало и на Некоја година, Нема нешто. Това са много пари. И па тоа е уште во претходниот, не овој, не претходниот, предходниот градоначалник и ја него не знам кој бил ни градоначалник, ни кој бил управител на друштвото. Моментално комуналец е без управител и нема никој кој да потпише ништо. Значи едноставно иде дека, како да ви кажам, ние сме главните кривци на... Ние се потпишуваме завршна електронски, се пуштаме електронски, блокирана е жиросметката, трансакцијската. Така да... Скоро 1.200.000 е повисоко од лани. Ама еве ви кажав што е. Епа за тоа е. Значи добивката, како да ви кажам, беше нереална, ама еве ви кажав од кои практични причини така одлучивме. Значи ако не сме го направиле тоа, сега ќе имавте проблем со општината. Значи вие сега, ако рачунајте од 2014 до 2020, ако ви кажам дека секој тромесечие околу 60.000 денари било ДДВ-то, од прилика кажу. 60-70.000. И годишно ниво по 250.000 сме платили. Значи на неа... Значи вие го чистите цел долг, што бил... Фактички ДДВ-то е расчистено. ДДВ-то го чистихме, а ние... А тоа е околу 500.000 за... По 260.000, ти бија нереални трошки. 400, по 400-500.000 само ДДВ се плати. основа зборувам. Се фактурите тромесечно за струјата. Еве сега ќе ви кажам па од комуналец колку се точно, тука ќе ги видиме. Еве за до 9 месец имаме 1.073 фактурирано спрема клепа за струјата, внатре има ДДВ, значи околу 150.000 нека е ДДВ-то. Значи сега за тоа ДДВ па ваа година па клепа плаќа помалку ДДВ. Еве нека каже Злата колку им е намалена обврската за ДДВ, затоа што сега ДДВ-то ја оценив еми дека клепа ќе има финансиски проблеми со тоа што ги издеси со Евростандард, веќе има пролет, ќе има проблеми. И значи дополнително тоа што ми иницираше да не одам и да не одиме и данокот од добивка да го чистиме за комуналец, е тоа што пропаднаа парите од Евростандард банка. И осетив дека 380.000 беа. Колку има клепа поборувачко од Евростандард банка? 367 точно. Со 24 сме на... И дополнително Тоа со камати, да, сега. ме иницираше дека мораме веќе да одиме на префактурирање на струјата, затоа што веќе клепа ќе стане проблем со платите, ќе нема да ги исплати, ќе нема ДДВ-то да го плати. И од тој аспект пресековме дека оваа година тргаме со фактурирање на струјата од комуналец на клепа и затварањето е со компензации веќе. Реално да ви кажам, ова е 100 пати имаме прашано, може милион пати исто во консалтинг куќата, значи проблем е овластено друштво за стопанисување со електрична енергија се знае кои се. И сега не може јас да префактурирам струја. Меѓутоа, бидејќи се работи за јавно предпријатие, бидејќи се работи за општо добро на сите, годинава одлучивме да ја префактурираме струјата. Званично струја може да фактурираат само тие друштва што се производители. Како сега некој исто се работи и за водата. Значи водата и канализацијата е на комуналното предпријатие. Пумпата што имаме од Агрија, амо струјаме од нив.
ние не може да им платиме ни струја, не може да продава струја, затоа сите фактури да чистене на депони. Значи друг правно не можеме никој да го реши. И можеше да биде секоја фактура чистене на депони. А и власт Ивана се што зборува, значи што се случи со Евростандард банка, сите комунални во околината, сите има големи кризи. Среќа што остави благајната и што почнеме да плаќаме горе. Ако нема во благајна, да росува, например, благајна нема. Динар нема. Ни заплата нема да пушти. Среќа што оставивме благајна. И така успеавме да останеме тој период. И COVID моментално нели ситуацијата ќе беше страшна работа. Јас имам толку сега нешто друго, ако имате да прашате. Дали некој бара збор по оваа точка? Доколку нема, да ставам на гласање. Кој е за? Против? Нема. Остржано? Ти благодарам. Ја слободно си можам. Или требаш уште да планам? Програмата може нешто после. Точка 12 од дневниот ред, предлог програма за работа на ДФЦ Клепа градско за 2022 година. Значи, програмата е воволно, нели, со како функционира ДФЦ Клепа и со што се справува во текот на целата година. Кој што има пишено програмата, нели, моментално градско и секој населено место сегде, нели, тоа вршиме водоснабдување, канализација и го собираме ѓубрето. Тука сега дали да објаснам ова, нели, колку базенти имаме, каде, колку, ја мислам дека нема потреба. Пред се јавната чистота ја одржаваме на солидно ниво, како секоја година, така и наредната што ќе дојде. Дали центарот на градско или помалите места, може имаме малку таму Кочилари немаме човек, нели? Винич не имаме вработено човек со определено време. Ногаевци на договор на дело. Постои, нели, пазарот секоја сабота што го имаме. Силвана, што спомна, имаме, нели, 6 души, 7 души се на определено време и плюс 9 души имаме на договор на дело, што ни се неопходни за да може да извршуваме работата. Од страна на јавното комунално предпријатие редовно ги поддржува, нели, сите работи кои се негова надлежност. Исто така планира и во наредниот период да бидат завршени. Околу плановите за наредната година, што треба да ги направиме, главниот проблем ни е во градско, оно што делот горе викам Палестина, кои средства се одобрени од Министерството за транспорт и врски, и се изврши изградба на нов цевковод, ќе се однесе, нели, струја до самите базенти и ќе се санира стариот базен кој е од 150 кубика, кој ќе ни користи како резерва во летниот период, а воедно со новиот цевковод Палестина више ќе се реши проблемот со немањето на вода. Тоа добро знаеме дека тоа е на база на хидрофор и тој дел од градско има слаба вода, нема притисок. Околу другите места у Веничини исто има купено некоја опрема од црево една цистерна, таму е замислата да една чешма да се искористи, за да може во летниот период со пумпа да се качува вода во базентот, за да немаме проблеми таму во, нели, во лет, тие се 2-3 месеца во летниот период. И друго, градско имаме уште план негде за изградба на нови линии на 2-3 места. Едниот дел е тука кај над Бензиска и едниот дел е таму од Палестина. Тие се мали краци. Исто така имаме откриено горе дека таа старата азбестна линија што ни е кај Мариовците горе и уште е под функција. Само таму мора да дојдат, нели, времето малку да се стабилизира. Треба да се види точно од каде фева, отиваме таму голем губиток на вода.
и тоа ќе биде решено пролета, сигурно. Околу приходите за 2022 значи се очекуваат приходи од вода од 3.497.000, приходи од ѓубрарина 2.467.000, приходи од канализација 1.143.000, во агробарен што ги одржаваме гробиште за 102.000, од водомерите 306, јана чистота нели што имаме 595 и вие се други разни приходи во 52.000, инаку вкупниот буџет да биде 8.163.000. А до тука расходи за таа година трошоци за теконо одржавање, пумпи 318, трошоци за гориво 250, за струјата главниот и најголем 1.400.000, бруто плати 2.400.000, договорите на дело што не се работниците 1.850.000, телефон 52, услуги за други работи 398, бакнарски провизии и други интелектуални што е Силван? 315. И други интелектуални услуги, тука и за сметководство, банкарските провизии, значи. Анализа за вода. Тоа е на Центарот за јавно здравје. Да, 45.000 и амортизацијата што влева нели реалната околу 30.000. Значи тоа е расход околу 7.353.000. Значи кога ќе видиме добивката и расходите, данок на добивка 110.000, значи нето добивка на основачот е околу 700.000. Значи реалната наплата ни е 88%. Значи ќе имаме негде суфицит од 130.000 денара. Тоа е според планираното. Значи со цел да се зголеми обществената одговорност кај граѓаните и кај правните лица, за да може редовно да ги да се плаќаат сметките, за да исто така и јавното комунално предпријатие да може да се врши редовно работата, за да имаме чиста и здрава околина. Ова за регулатор на цените, јаме се некоја друга точка треба да го објаснам. Тоа е ставено тука според решението кое не пратено до регулатора. За оваа точка сега Нема проблем ако има прашање. дали има некој прашање по оваа точка или Јовче? За Ногаевци? Извини, да, Ногаевци е направена бушотината и више опремата е земена, ама од и времето не дозволува, само треба да го приклучиме новата бушотина. И исто така кракот не е уклучен, ќе ја пушта новиот, и црното надолу не ќе оде. Мислам тоа само треба да го уклучиме и да ги смениме тие 3-4 куќи. Ама што ќе оде на старата од базентот и нагоре? На стариот базент, на тој приклучок ќе оде нагоре. Да. Исто што не оде сега од бунарот, само таму тоа се е скапано, треба да се смене и да направиме нов влез на цревото на пластика. Мислам, бушотината треба да окучиме видено. Да, ама и тоа треба да се направи околу нешто, таму тоа е... Па заштитено ја однесува ако си видел. Тоа се сакаме да го направиме, да го направиме доволна заштита. Да видиме од камионите, 3-4 камиони да донесе, да го направиме од насипот и тука ние канало за вода порив од реката што иде. Мислам, тоа сами е направено, нели, за да може да се постави цревото, али разговарав со градоначалникот, ни треба 3-4 камиона тампон, за да може да се направи по старата позиција. Канализацијата е лотната, сега камионот е таму. Таму има голем проблем со млекара Милко. И камионот треба да више 5 сата. И му реков, значи, он мора да се исклуче дефинитивно од канализација, оти цела канализација е блокирана. Ево камионот работи 5 сата. Сепараторот нема во функција, ја се кара еднаш, тоа беше во април. Тогаш си ја плати фактурата, сега ја треба да ја платам, ама му кажав дека до петок мора да се исклучи. Оти сепараторот нема во функција, што треба. Дали некој поведува? Јас имам воз за веничен. Ајде. Најде да се најде вода, има вода во клепа, најде телевизор. Ако ми доведеме вода, и се складаме као Ногаевци, си се пазиме струја. Водата село Винични има се зголеми со 2-3 дена, може 5 дена. Во овој економски кризи, тоа ќе се одрази многу вложители. Моја проценка е, има вода во клепа. Каде? Во клепа има вода. Да. Моја проценка, што вода сум гледал, сега ќе плати ваков, контролет, поголеми напори, поголемо лакото, водата ми да најдеме горе во клепа и се гледаме изводите капко да ви се види, тоа е единото решение за веничени.
Другото решение Вичери нема вода. Ние трябва вода, ще го направим това, до долу замисъл. Значи аз не поснявам ник, например. Базенът супер, се отера вода. Утре струя. Кой ще плати тази струя? Тази струя се отгласа в цената на водата. Поне колко да се качи цената, няма да е по-голяма от градско. Еви у градско функционира чителите. Значи ние трябва да гледаме природни извори на вода. Не може да гледаме, значи горе в клепа има извори, по моя. Значи вака сега. Јас сум гледал моја проценка дека Вивичини со добар напор се дотера вода од клепа и ќе има фаза вода прелива. И добра контрола да има например. Значи јас предлагам тоа што е замислено вода по клепа. Дека има вода. Може ли да? Повели. Значи ја таму сум бил 20 пати. Таму има 5 каптажи. Една првата, знаеш, старата, после има уште две, едната у Карпата е пресушена, горе двете што се од Јове и уште не ја направи. Таму имаше напори, горе беме 100 пати, значи останува чешмата на 300 метра што е на двориште. Али таа вода се вода надоле. Прва работа од последната каптажа до самата чешма има 300 метра непристепен терен. Што од цревото нема шанса да го укопаме. Али ќе најде некој начин. Ама горе водата, значи тоа е долу. И еве горе каптажите, од кога се направени горните каптажи, затоа и долните каптажи немаат вода. Ако ја сопреме сега ние горе, цела вода ќе дојде само од една позиција. Види. Не е проблем тоа да се сопре вода. Секогаш одам интересен народ. Горните каптажи. Добро. Дојде некој од страна, некој ќе оди затвор. Тоа е направено примитивно. Као не фирма комунален склепа, тоа е не знам како е направено. Па сите каптажи се така направени. Не е така. Ама сите се така. Общо примитивен. Дално е мајстор, дално му даеш, дално ќе направи 100 пати поварно. Вака може да ставиш 8 да го стои село со трови. Значи јаглата, ако се бил надали, горе има вода, у клепа има вода. Ако ние од тебе го граничи вода, што ќе трябва да граничи, ние дали граничи и извадим честите што се природно богатство. Ќе нема од извор, например, секој. Јас као, вако ќе десам 5 чини вода, ќе граничи малко, значи повеќе за доскоре вода има во клепа, за граничи ни вода в клепа. Друго надаје што нема друг програм да израсува по. Ама каде е во клепа, кажи? Има вода. Од тие горите извори последниот пат. Бевме со Ацо Малче горе, видовме, навека, дојдовме, бевме кај граничалникот, седеме со вас, бе повика и не се мрна од мртва. Абе бев ја, тој извор е. Бев има тие извори горе климат на пример начин. Јас сум бил горе говеда, со пасал кралика, дете сум одел, сум млада, сум гледал, пример. Многу работи, например, ние треба се бориме за природна вода без трошкови со се вода ограничени. Ако ние одиме со трошкови, кој ќе го качиме водата 5 динара, што правиме? Да молам, гледај на пролет, природна вода в клепа, го молам граничалникот да се качи, сега е лошо времето, да ги види он као граничалник, горе како се каптажи. Сега ја малку може да земам збор. Може. Сега вака да ви кажам, може и малку просто, малку неумко, меѓутоа има луѓе што гледаат дали некаде има вода или нема вода, со две бакарни цевчиња. И да знаете дека 99%, ако кажат дека некаде има вода тие, да знаете дека стварно има таму вода. Што значи не дали јас знам дека има вода или не. Може да се 10 метри разлика, а да има вода или да нема вода. Меѓутоа, овие луѓе што знаат да гледаат со бакарни цевчиња, ви викам дека најчесто 100% им се добри проценките. Само толку. Друго? Некој друг бара збор по оваа точка? Доколку нема, не ставам на гласање. Кој е за? Нема. Точка 13. Предлог одлука за утврдување на цената на вода за пиење и цената за собирање и одведување на урбани отпадни води за регулиран период од 2022 до 2024 година на ЈКП Клепа Градско. Значи, според цените, значи, тоа више отиде се под регулаторна комисија, во е втори регулаторен период, првиот беше од 2019 до 2022. ЈКП Клепа е должна да изработи бизнис план, за да може
според реалните незини трошоци, за да може да се утврди цената на водата. Според дадените податоци, што го правихме тој муабет за струјата, значи Клепа имаше нереална добивка од струјата паѓаше на цесија и го бава за тоа цените не се качија у енормна сума, туку и у 2019 негде со денар од година и сега исто со негде пола денар годишно одиме и на водата за пиење и за канализација. Значи, минимални, максимални вие ги имате видено од година, значи, тоа е со 1 јануар 2022 за физички лица, значи за Градско, Ногаевци, Водоврат и Кочувари, ќе бидат 25,67 денара, а за правни лица 29,01. Увеличени само оди исто 0,67 денара, реално, спрема исто колку Градско покачување. Правни лица исто 29,01. За 2023 сме 25,92, а за 2024 26,26 само. Додека за канализација, за физички и за правни останови исто за 2022 4,66, 2023 5,13 и 2024 5,50. Значи регулаторна, еве, втор пат више поминавме со штури податоци, според кои ја ги работевме според литража на пумпи, трошок на струја. Они се многу ригорозни, немаме ниеден водомер, што тоа кошта многу и на влез на базент и излез. Значи воа оде се според фактурирањето што го правиме и според податоци ние што може да ги најдеме. Тука во нареден период имаме проблеми. Ништо не е префрлено и главни водоводни мрежи од општина, канализациони мрежи, пумпите кај што се местата, они тоа го барат. Кај нас тоа ништо не е завршено сега, тоа кошта многу пари. Како ќе биде натаму, ние знам ни, некој ќе знае како ќе биде. Важно они си ги барат реалните податоци. И глобално 80% од државата, комуналните си имат се. Точни податоци со водомери на влез, на излез, на базенти, со се. Чакаш да кажеш дека водата ќе биде поскапа, ако има реални податоци? Да, и тоа многу поскапа ќе биде, ако се реални податоци. И сега, например, оваа одлука, ако не помине на Советот? Ваа одлука, ако не помине од ваша страна, имате право до 3 пати. До третиот пат, ако не ја донесите, регулаторна, повторно ме тера бизнес план, реален трошок од 150.000 и после директно го праша решението без вие да гласате. Значи, по дефолт си е. Да. Имавме голем проблем. Првиот пат, што ни Сдруженијето Атком имаше нивни консултанти, тогаш поминавме со некои 20.000 за изработка на бизнес планот. Сега за вториот регулационен период, Атком се отргна од оваа работа и првите суми што ги побараа за изработка на бизнес план беа до 5.000 евра. Имавме големи расправи. После се здруживме тука сите околни, нели, мали предпријатија, Лозово, Росолан, Меркапија, Чашка. И успеавме негде за 50.000 да не го изработат бизнес планот, плюс реален трошок нивни е 40 и некој пропрат неколку 150.000 изработка на еден бизнес план. Значи, тоа е за цела држава, не е само за Градско. Дали некој друг бара збор по оваа точка? Доколку не бара, нема, ја ставим оваа точка на гласање. Кој е за? Ако ние качите цената за водата, рачунете се од енергијата колку се качи за цената. Али тоа е забрано од индустријската струја до 8.2.11.9 само. Значи, ке се судрите со проблем друштвото да почне да не ги сервисира своите долгови. А што правиме што немаме вода, а плаќаме? Кога немате вода? Кога? Ако да немате вода, не сте цело Градско. Кога нема вода? Летниот период нема вода. Летниот период само 20 дена сме немале вода. Со стрикни се. Кога? Да можеме да кажеш на друг. Цело лето нема вода. И како граѓаните утре им кажеме дека водата поскапува, сајде, знам Ма колку поскапува сеткове? Белешка да ти поскапува 20 дена. Ама нема вода, бе, човек.
Кога бе нема вода беше? Летниот период нема вода, како? Летно време нема вода. Нема. Имавме криза само од 20 дена. Како? Да речем Веничи не имало вода, кога нема вода. Не точно до 20 дена. 3 месеци нема вода. Рестрикции се прави по 6, по 8 само. 3 месеца рестрикции се прави. Кога било тоа? Знаеш убаво ти. Нема шанса 3 месеци. 3 месеци нема шанса. Има народ гледа. Проблемите со водата тек допрева ќе ги осекат. Тоа е основно да ви кажам. Никаде во светот водата за пиење од чешма не ја пие. Само ние се уште ја пиеме водата од чешма. Ние за сега користиме оваа вода. И за поливање дома, и за дворови, и за се. А за пиење секаде во светот користат флаширана вода. А значи ние сме се уште среќни што користиме вода за пиење од чешма. Да, и колку искрено, да. Ја колку што знам, секогаш се прават анализи и сигурно е исправна, затоа што друштвото одговара. Има моменти кога не, ама има моменти кога е исправно. Ја се овој натребно 2 пати месечно. Моменти да се риеш секој што пие. Не, вака сега, значи главниот проблем во ЈЗО што они идат и однаа пуштат чешма, значи хорот, за да може, за да профункционира во водата, треба да ја испуштат. И тоа мене 100 пати ми се дешавало и саша намерно го праќам, они оградника најчесто идат. Значи не може ти се бајле, се умирување, хора не е поминат. Пушти ја 2-3 минути чешмата, нека дојде вода свежа и одма го дава присуството на хора дека е исправна водата. Ние друг немаме проблем на вода. Значи може само микробиолошки да не е исправна. Тоа е, ти пишува да фали хор, ништо друго. А не да е Боже да пишува хемиски зарази или вана. Уште не ще ставам. Точка 13. На гласање. Кој е за? Против? Здржани? Вака се, значи реално прави голем проблем на јака потребна. Јавно сум против. Да се кажа. Значи воа не е до нас. И има голем проблем. Не сме свесни кој е вако не става. Значи регулаторна ќе го донесе решението, нема никој да ве праша. И најглавното од цел вако, да се најде природен, управен и надзорен орган кој што треба, за да може да функционира комуналното предпријатие. А да не биде комбинатив отпад, не може да функционира. Има проблем со комуналец, да се реши тој проблем. Не може да се Значи не мешајте со комуналец. Да преминеме на оваа точка, па после... Значи со комуналец нема ништо контакт, дека па клепа. Кој што правил и како правиле е друга работа. Дека па клепа е друга работа. Сега е 25. 25 ќе биде... Колку? Не. Са не бе. 27. Сега така да бе. 27. Абе 0,67 денара имате бе. Луѓе на 10 тона вода ви е 6 денара. На 20 тона 12 денара. Па не е ништо. Ја тоа зборувам. Уште еднаш, кој е за? Еве видите. Не ви е никој рапидно по моето качување. Сепак ја мислам дека Злати може би одел со многу мали покачувања. Ама гледате го, нула, само вако. Вие ги видовте ли цените? За 2022 од 2 годината е 0,67 пари. Како? Луѓе, малку. 0,67 пари, вие 2022, 2023, вие од 0,67 пари, 92 пари, и уште 30 пари само. Значи, по 0,60 на тон. Значи, видите убаво. Значи, денар и пол за... Абе, нема денар, 0,5 денар е. Значи, имате денар и пол на 3 години. На 3 години денар и пол. Од... Ја мислам дека не е никој проблем.
за да правите За колкава сума става збор? Значи 0,67 пари. На 10 тона ти се 6,5 денара. Да се знае. А па 2023 има само 27 пари. Значи на 10 тона 2,5 денара. 10 И исто и 2024. Ќе ги фрли за една кеса. За до 2024 објасни колку ќе се До 2024 се поскапува само денари 20 на оваа сегашна сума. и 6. Ете така. Значи од 25 е сега, а 2024 е 26. Значи денари 26 пари на 3 години. Разликата е денари 26 пари. Ете така. По 40 пари на 3 години. Ништо повеќе. Да ставам ли кој е за и да поминиме како Ќе го изложите, ако не го изгласат, уште 150.000 други. Абе, минимум. да јас Дополнителни трошоци. уште еднаш кој е за против 1 2 3 4 5 така 2 3 4 5 против 1 2 Воздржани? Не. Со ова е усвоена оваа одлука. Ви благодарам. Продолжуваме со точка 14, разгледување на барање и поднесоци. Така, до општина Градско се поднесени две барања. Едното барање е Сдружение на глуви и наглуви од Велес. Предмет на барањето е барање на помош за глуви лица. Почитувам господине Нацков, Сдружението на глуви и наглуви Велес на својата редовна седница на извршниот одбор која се одржа на 18.11.2021 година донесе одлука за достави список на глуви лица кои припаѓаат на општина Градско со молба во рамките на вашите ингеренции и во името на Советот на општина Градско да им доделете еднакратна парична помош на следните наши членови. 1. Васил Јомов, Анета Јомова, Трајче Митревски, Благица Митревска, Васко Нешков, Коле Кузманов, Алмина Демири, Изечкри, однапред ви благодарам за помошта. Дали има некој збор по оваа точка? Доколку нема. Кој што е проблем? Кој се? Жители на општина Парична помош колку? На самото барање не пишува пари, износ колку бараат. И вработени лица. По работа на Па Васил, Анета, Трајче, Благица, Предходниот Васко совет се вработени. одобрил на по 3.000 дена. Значи исто барање има намалено. Исто пред. Исто пред. Што ти идеја злаки. Вклучени се на ниво на општина за овие што се за лицата со попреченост или не се вклучени на проект? Не се никога до сега за До сега не. Ова име од Сдруженијето, мислам Да, да Што да се да работи се со членува, да. 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 Колку ќе одлучите, како ќе кажете? Моите членови што бил лани 30 месеци ќе дадат. За тие луѓе не е жал само. Не е жал, тоа е паше луѓе, секој што треба општина да Да не бидат ко за Тоа е како една работа, работа. општината. И ако веќе еднаш им се пусти во Јас година. Да заклучиме до 3 години или? Малку дали. Не, доста. 8 се тука расписуваат. Кој е за? Против? На следниот заедно едно време ќе ви соопштим колку ќе биде. Дали 3 или ќе може да почи. Ова барање Јас се сега сетирам дека така имаме уште едно барање. Овие кои што се поголемите суми да бидат на совет и да бидете запознаени точно да и вие
вие да кажете, овие кои ще се помалите суми, исто така на некоја седмица на совет може да извадам во овој временски период од 2 месеци, чисто да бидат информирани за колку станува збор, значи лица кои што доаѓаат секојдневно имаат било каква помош, 1000 денари, 2000 денари, максимум до 3000 денари, кои што бараат интервентно, кои во болница, кои за лекови, кои доаѓа со рецепти и така натаму. Чисто да си имате представа на колку во овој временски период од 1 месец е дадена таква помош. Овие кои што се поголемите финански средства како минатиот пат и сега, инсистирам да бидете запознаени и да судат. Вака сега имам уште едно барање до Советот на општина Градско и градоначалник на општина Градско. Јас се Мина Ходжиќ, цело во Добрат и сум самоохрана мајка на дете со посебни потреби. Боледувам од повеќе болести, треба да ми се направи хируршки запад на жолчката. Заради тоа ми се потребни парични средства од 25.000 денари. Пред еден месец јас и моето дете бевме болни од корона, за да се опоравиме ми треба многу лекарства. Ве молам да ми излезете во пресред заради тоа што јас сум самоохран родител на дете со посебни потреби и тешко сврзувам крај со мојата социјална помош. Барател Емина Ходжиќ. Дали некој бара спорт? Ова барање? Кој прв? Јас ја добро ја познавам. Повеќе. Пред известно време, пред на 5-6 месеци, сопругот се обеси. Значи, од причини што нема средства никакви примања, значи дојде ситуација многу лоша. Само е за помош. Пошто ја знам фамилијата, мене ништо не жал не стана како луѓе од никаде крај нема. Значи, има социјално и тоа што имат нешто посебно дата. Али тоа само за лекови не стасува за нив, а не. Значи може да се уверите на лице место во какво состојба, како живее и трета. Добре, да мислам, жената беше присутна тука и ја инсистира да има затоа што малку по-сериозна сума и она бараше на почетокот на месецот да биде тоа, затоа што тогаш прилик имало закажана операција, ама со оглед дека се работи за поголема сума, реков ајде да помине се до тоа на совет, луѓето дека бидат запознаени, точно знаат за кого станува збор, нема да биде проблем, значи ние ќе одобриме сумата без проблем. Сакам да бидете само запознати. Ја ставам на гласање. Кој е за? Против нема, воздржани нема. И точка 15, разно. Повелете. Разно. Имаме иницијатива. Началникот да се најде средство ќе полусо прослави ќе даде лево или десно се направи недавно деца. Недавно деца, 10 летни така. Како го општината, те автобуска тука лево, десно, обратно, надамо, кај ќе бидаме време на пазар. Почуваат нагло на комисарите, нали се време на тајго или да станат пензиони, па в лево локални, што те лати до деца, например. Општината, комуналното хигиена, не се напада, не се денара, например. Општината не може да наплатиш, таму треба човек. Ами ќе биде пишу комунално, ќе го дожава од 3 сата, ќе го ичисти се баре, ќе го ичисти од пример. Да, тоа може да биде. Не, окей, се до тоа добро. Например, на Павло Лугарски има 200 души. На место е тоа. 200 души, например, на 10 души ќе би се води, така би се например. Тоа со никакви пари општината може да направи. Ако не може општината си, да совети си која ќе дадем и тоа направиме. Од тоа постапецираните Тој беше моралното дека мора да се направи, затоа што јас во претходниот период сум го согледал тоа што спомна. Се работи за огромно присуство на луѓе, а нема такво нешто, а е неопходно. Така да не должно го мислам дека на пролет би требало реално да го направи. Сакам. И уште едно имам подразум. Технолошката вода во Градско има направено самоприемни село во Градско, например. Ако се направи могуќност да се врати кон комуналното предпријатие, Градско ќе има више вода за пиење. Комуналното кајашто работно таму, дека технолошката вода во Градско 70% не функционира. Кој има вода, кој нема, и вода за пиење се користи во дворовите за трава, за кетки да се. Кој ќе дојде под комунално предпријатие Градско технолошката вода, 20 веќе се вработи. Не знам колку може да стопне со комунално. Комуналното предпријатие, јас ти објаснам дека тоа ја направи општината Градско со полноприднес. Ја градеше Марта Градско на време, да. Ај добро ли се? Доктор се например, да.
во содлука на Советот се врати кон водостопанство Тикаш, која беа војните заедници. Пари до комуналното предпријатие, градско, ги се дава, тој ги собира војните заедници. Оде во терет на општината. Општината не плачеше пари, да, и комуналното војната заедница градско беше вода заедница градско, кога комуналното имаше говорило следното, знам колко пари беа, пошто јас се водам вода заедница и ниче ни тие ги знам работи, и видеа начин ќе префарија ја вратија назад кон стопанство Тикашки вадаци. Кон Тикашки вадаци моментално не може да се субсидират линиите, а не да работници да има да субсидират целата технолошка вода. Со една работа, градско че има вода фалат за пиење. Иако што знам, например, да ја водам, имам пријател градско, имам роднини, сега, например, во време нема технолошка вода, канал технолог. Значи, ако има технолошка вода, како што беше на време, сетна например, да чуете дека вода за пиење во градско че има фалат. Нема денеска технолошка, лесно оваа вода и ќе ќе платам. Не е да плати таа вода. Еве, преводот мој да се баре на површно ниво, да се врати таа има и изгласувам цело градско има превод. Значи, не бъде предвидител много, кои са градско и ще не играде таа. Се е вратена, ќе го правите Виктор. Виктор ја водеше водна заедница градско, беа долг. Значи, ој не плаче водата кон стопанство Тикаш, Виктор да плаче. Општината не го плаче на Виктор. И така ја вратија мрежата. А тоа ти кажа проблемот, значи нема човек кој да знае мрежата, например. Пукна мрежата, сега да речем, например, кај стоече горе Комсо. Цяла улица тече, од технолошка, кај горе, тече. Така ли? Сега тече. Значи проблемот е тука. Ако има сите куќи вода технолошко градско, колку му треба на члено семејство за пиење вода? 20-30 кубика вода. Ставите го до мерите, направете математика градско, че има више вода. Проблемот што, например, во Летвијското Скобаркото нема технолошка вода во градско. И секој, например, секој домаќинство, се вика фитка да не изгори, тя платаме. Тука е проблем. Значи, начин да се најде каде на повишното ниво, да се електроскопија, како е тоа, на кој начин... Започната мерка како е, дали може да се... Значи, општината е дала. И има документи општина си како дала, така се врати. Значи, градско е направил, не е направил Тикашка вадаци мрежа. Това направил съм принос. Питате го Джоше Жив, како направил. Варна како направил, Крисина Варна, татко ми работеше на базето, преко Варна. Варна като видеше, но не се доправя базето. Значи, може да се ради това. Да провериме како е законски, дали... Законски, како е дадена законски, така се ради на законски. Дали изборува време? Да, сега, мојот предлог е тој например. 20 работи од комуналното, си ја държавата, си има редовна вода. Тоа доколку би било така, сега било било. Апсолутно. Ама да не изборува време, не треба да провериме како се. Напомет например, значи, мојот предлог е... Јасно, може да ти кажем да, може. Може да нема да насим. Ама за еве, ти го кажете може да нема. Виктор ќе опрашта градско, како беше договор, значи ја знам сетиот како не се плаче, значи он Виктор треба да се платеше од комуналното, од конта ја плаче во Криварац, од водно место. Него општината не го плаче. И Виктор не може да плаче водна заедница, со затвори се ја продава во Криварац. Значи ја знам тата процедура, ја работи водната заедница, знам како се даде, како му се врати. Значи тоа ќе биде многу корисно за граѓаните. За наредната седмица може да имате информација, значи да се растрашаме да видиме како стои законски процедурата, дали во Тикашко поле ние можеме да се вратиме. Не можеме до прво да пробаме само, нема се. Ќе се растрашаме, ќе добиеме информација. Повезен предлог за као автобуска пострека, нели за Бречинево и за Староградско, да лична една оваа на нашата автобуска, нека и помало, знаеш, да застанат 3-4 дечиња да не ги дува вестери, да не ги врнат. Сепак некогаш се случува да касне, нели? Шоферот ќе ги зима дечиња, па тоа... Јас сум тука на среща, но кога ќе викате ли дори така има, не е проблем, нали? Останати две од тие стари, кои што беа претходно, една да се транспорт, една да се треба да ја наместат во улици, веќе е спремна, така да ќе треба да набавиме нова за улица. Тие двете се веќе искористи. Дали некој друг бар? Уште едно барање, до ограничени. Дали може два контейнера да се наместат и гробишта да покладат за комунална услуга? Контейнер. Да. Пример, може да минете во мостот, ќе го издржи. Да види чистоќа и два контейнера се доволни.
една сугестија имаме. Не знам дали сте се познаени, има едно детенце болно во Подобрати, биохемија на хемотерапија. И благодарение на паушалот, од 10.841 денарски на сметката, јас сама на себе се ветив да ги донирам, доколку секој има можност, например, убаво е да се помогне. Еве, ако не одобро е паушалот на минатото, средно, барем секој советник кој е паушал. Да. Смех. Смех. Јас сум видела причина, на рака како човек. Не контактирам со него преку друг човек. Сепак ја дали си ги пример парите. Не знам и обаче да, добро дојде. Не си имала некои донации. Па тоа може да се луѓе од пријатели што живеат. Колку можеме да јаваме детето одело на хемотерапија и моментално состојбата мене му се подобрувала. Со мајка му било во болница. Да, ја запознам дека тогаш во школата со била тука. Не е битно, само сметката ако ти е Ако нема некој друг, со оваа точка ја затворам денешната седница. Ви благодарам.